Тимот од Дубај досега оствари 13 победи и со само еден пораз ја продолжува трката за шампионскиот пехар, што би било огромен успех за Ал Васл, кој воопшто не беше клуб за највисоки дострели пред доаѓањето на македонскиот стратег. Актуелниот вице-шампион во првиот плей-оф круг има релативно лесна задача против осмопласираната Ал Джазира, која шампионатот го заврши со очени 1:13. Во евентуалното полуфинале, тимот на Давидков ќе го чека подобриот од четвртфиналната пресметка помеѓу Ал Шархај и Ал Шабаб. Сите серии од почетокот па до големото финале се играат до 2 победи, а плей-офот почнува на почетокот на март. Поранишниот селектор минатата сезона стигна до финалето до игрувањето со Ал Васл, но таму беше поразен од актуелниот шампион Ал Ахли. Годинава работите се малку подобри во корист на екипата на тренерот од Македонија, која кон крајот на минатата година стана победник на неофицијалното арапско клубско првенство, кое се одржа токму во Дубај. Давидков е прв капитен на македонската кошаркарска репрезентација и долгогодишен предводник на работнички, кој во финишот од кариерата настапуваше и за Никол Ферт, каде што ја почна својата тренерска кариера. Потоа беше предводник на матичниот клуб од Градски парк, како и на струмички Неметали Огражден и Поло Трети Скопски Балкан стил. Јорданчо Давидков по потекло од Кочани интернационалната кариера ја почна на Исланд, каде што неколку месеци беше прв тренер на Сайнфел, пошто кон крајот на 2008 година замина во Кувајт, во таборот на Алкација, каде што се задржа до крајот на предминатата сезона и каде што за 4 години дојде до 5 трофеи. Ал Васл од Дубај е трет странски тим што го предводи во својата тренерска